заборавиш, браним ти таснове мисломиш, да обоиш од црно ми дан, да крв ми следиш као јануар. Браним теби све што боли, jer odavno ja rane ne brojim. Branim ti da zaplačeš na glas, da digneš ruke olako od nas. Ja padam i ustajem zbog nas, ja pravdam tebi svemu zadnji čas. Ja praštam i to što grešna si i ne mirim se s tim, da nisi više, nisi moja ti. Tebi da me ikad zaboraviš, branim ti da snove mislomiš, pokloniš mi nespokojna da svoju ljubav nudiš mi na vrat. Ja padam i ustajem zbog nas, ja pravdam tebi svemu zadnji čas. Ja praštam i to što grešna si i ne mirim se s tim, da nisi više, nisi moja ti. Ja padam i ustajem zbog nas, ja pravdam tebi svemu zadnji čas. Ja praštam i to što grešna si i ne mirim se s tim, da nisi više, nisi moja ti. Da nisi više, nisi moja ti. Добар ден и среќен ден Владо Павлов. Одлучив денес во моје вклучување во видео да направам неколку мои писанија кои што се поврзани со оно што деновиве го дебатираме, и тоа, како што гледате, малку потешко ни оди. Не влегуваат во IP адреси, блокираат, ни стават авиончи и многу други работи кои што повеќе од очигледно е дека забеганиот Владо Павлов изгледа повеќе не е забеган и веќе смета поради тоа што вистината почнува да ги боли сите, а најмногу оние кои што треба да сносат одговорност, а бога ми и македонецот кој што е фрапиран од ова вистина, па не знае сега дали е на небо или на земја, од сето оно што се прави со години уназад против нас како македонци. Едно моје прво прашање до Битола, за кој што верувам дека треба да отвори иницијатива,
а ви обеќам дека ќе имаме вакво вклучување во живо за ТАТ и како учествуваат владиците кои што се творци на ТАТ банка и кои што взимаа камата од ТАТ повеќе од 2 милиона марки тоа време, а вие битолчани не земавте ништо. Значи ви обеќам ќе имаме комплетно ново вклучување за ТАТ, еден од поголемите биолошки атентати врз битолчани, од владиците кои што се творци според истражувањата на Владо Павлов на ТАТ банка и кои што взимаа камати од 2 милиони марки во тоа време, а вие не зедовте ништо. Но јас овде би сакал уште нешто да ве прашам. Дали Битола знае кој ги краде светите мошти на Свети Димитрија и каде тие мошти од внукот на Јован Бабунски од Богомила се однесени? И дали Битола знае дека на местото на овие мошти од Свети Димитрий се носат мошти од не светец, не македонец, ама масон, кој што го има името Нектари Битолски. Ако на ова се додаде дека овој масон Нектари Битолски е расчинуван и против светите икони и е роден во Ксантипи, Грција, тогаш ве прашувам, битолчани, што имате вие со него, со овој масон Нектари Битолски? И до кога ќе дозволуваме некој да се игра пинг-понг со нашите свети мошти на наши светци, како тоа што е направено со светите мошти на Свети Димитрий, за кој што македонската фаланга и Владо Павлов има точно информации каде внукот Јован на Јован Бабунски ги има однесено, а за вас во непознат правец, и на сметка на овие мошти се донесени мошти на човек кој е рачинуван, кој што бил против светите икони и кој што е роден во Грција, во Ксантипи. И повторно ве прашувам, која е поврзаноста на Битола со овој масон Нектари? Од овде почнуваат многу работи, како што започнуваат и од атентатот. Тоа значи дека ние мораме македонците да се ребрендираме, мора Битола и цела Македонија да се ребрендира, затоа што, како што гледате околу вас, злото е надвиснато и не само што имаме ние проблеми, и ако дозволиме ова зло денес, верувате ми, утре ќе биде поголемо зло и нашите деца треба да се справуваат утре со дупло поголемо зло од оно што ние денес го имаме. Многу е себично од нас родителите ако премолчуваме за вакви работи кои што се случувале и за кои што треба да се вратиме во минатото, да ги расчистиме, за да оставиме една убава иднина на нашите идни поколенија. Мора да ве подсетам дека од црквата Свети Димитрија овие работи се украдени во времето на Вранишковски, како и цела галерија на стари икони, и однесени во неповрат, и никој не одговара за ова битолчани, ама македонската фаланга и Владо Павлов, кој што има УСБ со вакви работи, и уште 50 мина македонци од целиот свет, ви обеќаме
дека ќе ви кажеме каде се однесени светите мошти на Свети Димитри и каде се однесени овие стари икони за кои што никој не одговара и за кои што се однесени во неповрат. Јас верувам дека ученикот на владиката Петар, Јован Вранишковски, кој што му го дава името негово Јован, дека покрај сето оно што доаѓа ќе објави вистината, затоа што повеќе вистината мора да воскресне, бидејќи земјата не може да се додржи во живот. Ова е мојата благодарност за Битола, све што прави за Владо Павлов, и ви обеќам дека многу работи заедно ќе расчистиме. Ви обеќам дека до крајот на постоењето на Агапи, ниту во Битола, ниту било каде, ќе имаме плаќање на услуги за одржување на телото на дечиња до 12 години. Морам да признаам и да ве поздравам со едно добро дело кое што е направено за едно такво детенце од многуте кои што од многуте што ги посетуваат Агапи, а се работи за Агапи Битола, и сум многу среќен поради тоа што дете кое што има одредени проблеми поради одредени отрови после вакцинирање почнува да прозборува, а исто така почнува и да спие. Тоа е еден доказ за љубовта, за сето оно што го правиме сите ние Агапи тимот, дека и невозможните работи стануваат возможни. Од тука и владиката Петар ќе го повикаме да бара одговорност за оно што се случувало во Света Петка во Прилеп, затоа што наводно склечувањето не било возможно помеѓу две машки тела, но за Бог е све можно. Прилеп знае за сето оно што се случувало у хорот и во одбрана на овие млади дечиња кои што одат на хор и кои што во Охрид, не во Прилеп, им е пружено лекарска помош. Не само МВР Прилеп, тука и владиката Петар треба да преземе одговорност за сето оно што се случува во нашите свети храмови. Прилеп, бдејте над вашите деца. Доколку владиката Петар, поп Јован, внук на Јован Бабунски, не преземе активности за последните случувања што се случуваат во Света Петка, во Точило, македонската фаланга ќе објави се. Со име и презиме и се што е правено и како истото дете се жалело во болница во Прилеп 3 дена пред да се случи оно што се случило. Со модринки и уплашено. Прилеп, бдејте над вашите деца и застанете во одбрана на македонската фаланга и на сето оно што го правиме ние во одбрана на вашите деца. За вакви работи, за вакво случување, за се ова што се прави од лица, кои што треба да ги гајат идеите на Исус Христос, а не да ги погануват, мора да има одговорност. Прилеп, бдејте над вашите деца. Воедно го повикуваме Христијан Мицовски да влезе во Демехисар, во психијатриската болница и да види се што се прави. Владо Павлов и македонската фаланга имаат информација од многу лица кои што се таму и ми се гади ако почнам и отварам тема за се што се прави на оние на кои што сите ние треба да ги помогнеме што побрзо да излегнат живи, а не утре секој ден
мртви да излегуваат од таму и се оно што се прави. Премиере на Македонија, вие сте должни да помогнете на овој народ, затоа што овој народ ве избрал и вие заедно со институциите на кои што ние и мнозинството на народот би избрал, треба да покренете иницијатива за се што се прави против овој македонски народ, само поради тоа што е македонец и само поради тоа што живее и твори во Македонија. Ајде, премиере Мицковски, на кој што Владо Павлов уште пред 3 години да бидете премиер, ви честита премиерско место, застанете во одбрана на својот народ, застанете во одбрана на македонците кои што трпиме секакви последици во ова наша и мила Македонија само поради тоа што сме македонци. Доколку вие, Христијане Мицковски, не преземете активности во психијатриска болница, Македонската фаланга заедно со Владо Павлов ќе објави се што се прави таму и се што се случува против лица на кои што ние треба да и помогнеме и на кои што треба колку што може побрзо да им се помогне и да бидат надвор, згрижени и да функционираат нормално како сите ние во нашава Македонија. Дали тие тортури кои што се прават ваму се поради тоа што се македонци? Христијане Мицковски, те прашува Македонската фаланга и Владо Павлов. Доколку не се преземат иницијативи за се оно што се прави, верувајте ми дека ние јавно се ќе објавиме со докази и аргументи кои што ни ги доставуваат лица од психијатриската болница и од кои што ми се гади од оно што го слушам и од оно што го гледам и од оно што не испраќано слики. Вие сте премиер и вие треба ова да го и вие треба да покренете иницијатива преку вашиот партнер Знам, затоа што директорот е од Знам, Владимир Хисар, и вие треба да застанете во одбрана на македонците на кои што се прават овие најголеми тортури во психијатриска болница Демир Хисар. Воопшто не ме засега ни Бендевска, ни било кој друг. Кога е во прашање македонец, сите ние треба да застанеме во одбрана на него и не треба да дозволиме да биде измачуван, да се прави сето оно што се прави ваму, само поради тоа што ја сака Македонија, поради тоа што живее и твори во Македонија. Доколку се утврди сето ова, дека оно што го добиваме и на кој што ве предупредуваме, Македонската фаланга, верувам дека ќе барате одговорност од Бендевска и сите оние кои што оставиле да биде во милост и немилост сето оно што се случува ваму. Сите овие записи и сето оно што се прави, треба не само вие како премиер, туку сите ние како македонци да идеме да протестираме за помош на сите оние кои што се во психијатриска во Демир Хисар. Доколку не преземете активности, јас, Владо Павлов, ќе ја повикаме целата македонска јавност, без разлика на вера и политичка определеност. И сите заедно, на свој собствен трошок, ќе протестираме во Демир Хисар за спас на сите овие македонци на кои што се врши најголемата тортура, само поради тоа што се македонци, си ја сакат Македонија и живеат во Македонија. Христијане Мицковски. За други работи, од кои што добиваме секојдневно поплаки, во некој мое друго видео. Да го завршиме она со кое што го започнавме, а тоа е лажниот атентат на Киро Глигоров, кој што дефинитивно треба ова генерација на македонци да го расчисти, затоа што ако не го расчистиме, верујте ми, злото ќе раѓа се поголемо и поголемо зло и тешко на нашите деца утре. Ако сме заборавиле
треба да се сетиме. Дали Михаил, кој што е прв братучет на Киро Глигоров, ја предаде и уништи Македонската црква и ја воведе во унијатство и не однесе кај папата, што бараме ние и нашата Македонска православна црква од времето на Михаил, кој што е прв братучет на Киро Глигоров заедно со Ванчо Михајлов во Рим. 869 година Кирил умира во Занданите, осуден од ова латинско свештенство. 885 година Методија умира во прогонство во Моравија. Нивните ученици Климент, Наум, Сава, Горас се протерани, инаку ќе завршија исто како нивните учители. Што бара сега папата да ни пее кога тој ни ги уби тие учители? Како може Кирил и Методий да бидат наши просветители? Македонското старо, македонското писмо е многу постаро. За Кирил и Методий ќе се откажеме од Илиада и Одисеја, од Хомера, ќе се откажеме од каменот на Розета, каде што го имаме македонското писмо. Ќе се откажеме од писмото најдено во пештерите, во Кумровец. Не се откажуваме. Тоа е наше, кое што е трасирано низ целиот Балкан од времето на Филип, Александар и пред него. Киро Глигоров, македонци мои, дали не ни ја продаде државата, името, знамето, македонизамот? Јавно, во светот каже одговорница како председател на држава, дека ние сме славјано македонци, дојдени во 7 век од Карпатите и дека го поминавме Дунав со трска и немаме ништо со древните македонци. Дали промотор на сето оно што денес ние го живееме со Северна Македонија не е Киро Таушанов Глигоров, по жена му презиме Нада Глигорова, внука на Мише Резбигоров, масон од Ново село Шчипско? Дали ова изјава на Киро Таушанов денеска ние доживеавме да се викаме Северна Македонија и да немаме право на македонскиот кутлеш, да немаме право на Филип и на Александар? Дали ова зло кое што го кажало ова во тој временски период, ако не било попречено, денес ќе имавме поголемо зло, а тоа е злото Зоран Заев и бойкотирам од ВМРО ДПМН, кој што ни го продадоа името и денес се викаме Северна Македонија и им дадовме се македонско на јужниот сосед. Дали ова не е промоторот Киро Таушанов? Затоа што јавно во светот каже одговорница како председател на држава дека ние сме славјано македонци дојдени во 7 век од Карпатите и дека го поминавме Дунав со трска и немаме ништо со Филип и Александар. Дали тоа не го каже Киро Таушанов, молчеливи мои македонци уплашени до коска, на кој што се врши терор од сите страни само поради тоа што сте македонци и живеете и творите и сакате Македонија. И знам како ви е. Што е поразлично од оно што се случи со Заев, со за и бойкотирам? Ништо. Теоријата е Киро Таушанов, практиката е за и бойкотирам. СДС и ДПМН. На кој што ние денес немаме право на Филип и Александар. Македонска фаланго, дали сте спремни, како тоа што го правевме на Ксантика, од цела Македонија, да демонстрираме во Демирхисар за оној терор кој што се прави пред нашите македонци, кои што си ја сакат Македонија и на кој што треба да ја помогнеме? Дали сте спремни, македонска фаланго, да го направиме тоа кога најмногу им требаме на македонците?
Ле повикувам, а дата ќе ја кажеме, доколку премиерот не преземе активности во Демирхисар. Знаете, македонци, македонскиот кутлеш пред вас, автомобилите секој на свој трошок и одеме во Демирхисар да протестираме за овие деца, за сето оно што се прави овде. Ако не послуша премиерот Христијан Мицкоски да преземе активности за сето оно што се прави ваму. Дали е спремна македонската фаланга на уште едно вакво патешествие за помош на сите оние на кои што ние најмногу сме потребни? Слободно пишувајте. И продолжувам. Се ова е измислено и мудро смислено да се уништи македонската државност и македонската историја. Сето ова оди во прилог на противниците на македонците и го користат бугарите, србите, грците, а веќе и албанците. Киро Глигоров и брачет му Михаил пред нас од неговиот кабинет го повика да дојде во Македонија. Неговиот братучет Методија Гого архиепископски. Имено кога почна плурализмот, ние сакавме да направиме заштитен блок на македонизмот од албанците. Тоест да ги помириме Социјалдемократскиот сојуз со ВМРО. Во тој временски период ни требаше личност со македонска харизма кој ќе го направи ова обединување. Во тој временски период ВМРО-вците начело со Никола Коларов, Крсте Велјановски од Битола, Бано Поповски, Крсте Крстевски од Прилеп, ги обидуваа македонците во ВМРО-ДПМН дека човек со таква харизма е свештеникот Методија Гогов, покасно архиепископ кој е осуден за Македонија и лежал во затвор 10 години. Овие наши татковци во ВМРО-ДПМН тогаш отидоа кај него и му го дале овој предлог. Со радост го прими и ги благослови дека ќе работи на тоа. Но одма потоа Методија Гогов кренува телефон за Белград и го добива на линија неговиот братучет Киро Глигоров со зборовите: дојди, потребен си во Македонија. Овие наши дејци на ВМРО-ДПМН покасно дознаа дека овие горе споменати ВМРО-вци сите се осудени за Ванчо Михајлов. Киро Глигоров дојде во Македонија и наместо да застане на чело на ВМРО и македонизмот, тој се стави на чело на СДСМ и југословенството. Од тогаш се фати наопуко за македонизмот. Изчисти се што беше ВМРО-ско и се донесува неговите кадри на клучни место. Наместо митингување по клубовите на партиите, сега се митингуваше само во архиепископијата во Скопје. Тука се вареше, тука се коваше, тука се планираше и уништуваше Македонија. Архиепископот Михаил, пошто го отстранува македонецот кој што е сака Македонија, а тоа е претходно архиепископот Дедо Гаврил, и на најнечесен начин му го зема тронот, а тој трон требаше Дедо Гаврил да го држи доживотно. Го пушти во беда и сиромаштија, за да на крајот овој патриот на македонизмот Дедо Гаврил биде умрен како многу македонци кои што се македонци, живеат и творат и ја сакат Македонија. Киро Глигоров и Михаил
ги отстранија од ВМРО сите творци на ВМРО. Во Скопје, од кој што многумина му се познати на Владо Павлов, а ќе ги кажам 5 мина, кои што беа за создавање на ВМРО во куќата на домот на Борис Мејковски, беше Драган Богдановски, кој што пребегува во 1950 година, заедно со мојот дедо, кој што е полицаец во Струмица, Митко полицајчето. Од Грција во 52 година се префрлуваат во Бразил, во Сао Пауло. Мојот дедо Митко полицајчето, Драган Богдановски и уште еден од Русиново. Тројца македонци кои што за Македонија побегнуваат, откако спасиле да не погинат многу повеќе студенти во Струмица, освен оние што починаа, што ги знаете вие. Митко полицајчето, мој дедо по мајка, на мајка Чичо, и оние другиот со него, подосна од Сао Пауло финансираат на сето оно што го прави Драган Богдановски, Борис Мејковски, Љупчо Ѓорѓиевски. Многу добро знаат кој е Митко полицајчето, мој дедо од страна на мојата мајка, кој што заедно со Драган Богдановски пребегуваат најпрво во Грција 1950 година, а 52 година од Грција со брод одат во Бразил, во Сао Пауло. Да, еден од творците на ВМРО-ДПМН покрај Драган Богдановски и мојот дедо, Чичо на мојата мајка, Митко полицајчето, кој што финансира цело време додека е жив од Сао Пауло, Бразил, а подосна од Онтарио, Канада. Драган Богдановски, чесен и поштен лидер и борец, Борис Мејковски, страдалник и борец за македонизамот, Владимир Голубовски, Љупчо Ѓорѓиевски и еден кој што никој не го знаете и не е никаде споменат, а тоа е свештеникот Кирил Белевски од Битола. Овие се творците на ВМРО-ДПМН, финансирани од задграничниот комитет на македонците заедно со мојот дедо Митко полицајчето од Бразил, а во тој временски период од Канада. Го повикувам Борис Мејковски да каже ова вистина за Митко полицајчето и за Драган Богдановски. Затоа што во иднина, ако не ја кажете, ние ќе ја кажеме. И подхитно менење на оној кој што учествува против Драган Богдановски и против сите овие и против македонизамот во ВМРО-ДПМН. Македонската фаланга точно знае кој е тој. Сем Љупчо Ѓорѓиевски, кој добро се офајди во пари и богатство, сите останати се ликвидирани и се осиромашени, остранети и онеправдани. Дали Киро Глигоров успеа ВМРО да го исполни со кадри од неговиот блок? Затоа, кога сето ова го знаете, јас уште еднаш ќе ве прашам, дали имаш атентат над Киро Глигоров или имаш атентат врз Македонија и македонците? Затоа што Киро Глигоров, пред тој ден кога се случи атентатот, беше во Београд, го задржаа во војна болница и го опериса од тумур. Го опериса доктор Језда Јездимировиќ и лежеше во соба број 11. И за ова македонската фаланга има факти и аргументи на кои што во 2025 година ќе кренеме малку посилно со вистината, затоа што таа година е година на воскреснување на повторно на македонизамот, воскреснување на вистинските македонци, на сето оно што се правеше против нас сиве овие години од доаѓањето на Киро Глигоров па се до ден денес. Ова го докажува доктор за очни болести
внука на Коле Канински, кој што ни дава материјал и кој што е кукна пријателка со овој доктор. Ова што е направено на окото на Киро Глигоров може да го направи само чудотворен врвен доктор. Пред да почине 2-3 дена Угриновски го прашавме дали ти, кој што не си врвен чудотворен ночен доктор, го направи ова чудо и дали за да скриеш вистината подосна се офади од пари. Ова тајна Угриновски, откако го опрашавме, после некој ден почина, ја однесе во гроб. Затоа го повикуваме Тито Петковски. Најпрво да ја каже вистината за оно што се случуваше со македонскиот народ во ВМРО ДПМН, затоа што сето оно што ни имплементирано со атентатот е смешно, бидејќи на вистина сите оние кои што премолчија и кои што имаше атентат врз Македонија и македонците се добро фајдија во Македонија. И од тогаш почнува пеколот на Македонија и на македонскиот народ. Овде мораме да кажеме дека има и чудна кореспонденција, затоа што како сите телохранители на Јован, владиката Петар кој што завршува во лудницата во Демирхисар, така трагично завршуваат и 5 телохранители на Киро Глигоров. Да биде телохранител на председател на држава треба да бидеш најхрабар, најинтелигентен и најспособен. Психички лабилна личност не може да дојде до вратата на председателот, а не камоли да биде телохранител. Телохранителот е око и уво на председателот. После атентатот, чудно никој не сака да каже каде завршија овие луѓе. Сите завршија под сомнителни околности. И затоа ги повикувам оние кои што учествуваат позади овие сомнителни околности, можат слободно тоа да го направат и со Владо Павлов, на кој што му се стремат повеќе од една деценија. И се додека не се искаже ова вистина на македонската фаланга, Владо Павлов не може да го замолчите. Помнете и не заборавајте, бидејќи вашата карма е поголема од кармата на нас во македонската фаланга, кои што се бориме за македонскиот дух, со дух, ум и фанатизам, за подобро утре. Нивната смрт е трагична. Едниот се фрли под возот, другиот се самоубива, третиот скокнал од спратот и се така случајно, само да не се меѓу живите. За себе оставија уплакани мајки, ожаластени жени и сираци деца. Сите беа млади, полни со желба за живот. Овај старец само да го прекрие атентатот негов, кој што тој самиот нарачено го прави, за да заврши оно што денеска се случува со Македонија, за да заврши она во интерес на јужниот сосед и на Сорос, мораше да ги уништи сите сведоци. Овие 5 сведоци знаја дека тој ден Киро Глигоров не бил во Скопје и затоа мораа да загинат. И јас знам, вие кои што останавте после овој старец, дека тој ден Киро Глигоров не бил во Скопје. Можете слободно да го направите тоа. Можете слободно да го направите истото како со 5 минута сведоци кои што знаеле дека не бил во автомобилот. Еве ви стоам на располагање да го направите тоа. А не да правите фингирани сценарии и сето оно што го правите под капата на криминалните здруженија и на ова параполитичка структура и овие тајни служби со пензионирани инспектори, инспекторки и началници на полиција кои што доживотно работат да го уништите духот на Владо Павлов. Може би успеате да го уништите ВМРО на ДПМН духот.
Но од 2025 година се роди нов дух на македонската фаланга, кој што ќе се бори за македонецот и се бори до ден денес. И има да ми докажете на нас и на нашите идни поколенија зошто вие направивте атентат и манипулиравте дека тој ден Киро Глигоров бил во Скопје, па уште и бил во автомобилот. Би сакал да ги подсетам моите браќа кои што поминале на обука со минско-експлозивни средства. Звукот се мери со децибели. Човекот е запечатено буре. Доколку звукот го намине органот кој што е во човекот, тој пукнува. Ги повикувам институциите да направат пресметка која што имаме ние македонската фаланга, колку децибали прави звукот и јачината од овој пластичен експлозив кој што е искористен од Југословенска народна армија, тоест кој што е искористен од касарната Илинден во Скопје, од КОС, за да дојдеме до заклучок дали таа јачина и тај звук во децибели може Киро Глигоров да помине со нагребнатика и во најмала рака да не му пукне аналниот отвор или да живее до крајот на живот без апаратче за уше. Затоа е должна владата на Република Македонија, затоа е должно Министерство за внатрешни работи, затоа се должни сите македонци да покренат иницијатива и да докажат на Владо Павлов и на македонската фаланга колку звук создава мерено во децибели јачината од пластичниот експлозив кој што експлодира на пола метар од Киро Глигоров. За да ми докажете дека јас сум забеган, како тоа што го прават некои мои браќа и сестри кои што не им се свиѓа ова на Владо Павлов во ВМРО ДПМН, па ќе кажат дека јас сум бил забеган по Александар Македонски, не знам што ли не. А јас ќе ве прашам вас, мои браќа и сестри во ВМРО ДПМН, ако Владо Павлов е забеган по Александар Македонски, тогаш оној кој што го чекате на бел конј, а јас ви велам дека на муле ќе дојде од Будимпешта, е тродупно позабеган од Владо Павлов што ви го стави Александар Македонски на площадот во Скопје. Ако јас сум забеган, изборувам за Александар Македонски Филип, тогаш Двојче, бившиот градоначалник на Битола, од времето на Никола Груевски, е дупло позабеган од Владо Павлов што го стави Филип Македонецот со муле и со главичка маленка насред Битола. Ве молам, не барете влакна во јајцата. Не правите некој забеган што ви ја кажува вистината. Владо Павлов не е ниту ветеринар, ниту изветреан. Владо Павлов ги поминал сите обуки, поминал многу работи, а да не го споменуваме и Black Point. Од каде што доваѓаме до сите овие сознанија за атентатот на Киро и за 12 исчезнати од војниот конфликт во 2001 година, на кој што Владо Павлов како председател на таа параполиција и Black Point детективска агенција работеше. И овие сознанија се од наши фалангисти кои што работеа во ВМРО и многу мина од нив кои што починаа. Нека им е лека земјата. Македонската фаланга е жива, не е мртва. Докажете ми, навистина сакам да ми докажете тој пластичен експлозив, каков звук создава и каква јачина во децибели може да се избери, за да веруваме дека навистина Киро Глигоров бил во Скопје и дека навистина бил во автомобилот. А воедно го прашувам тогашниот премиер
на Република Македонија Бранко Црвенковски. И докажуваме дека на тој звук, пошто ние точно знаеме која јачина може да се создаде, не само што пукнуваат белите дробови, пукнува и цела глава. Ова не му се деси на Киро Глигоров, ама му се деси на шоферот. Слободно може да се прави вештачење, да се утврди од што пукат белите дробови и од што пола череп нема покојниот шофер. А и на уште еден член кој што нема што да прави како министер за земјоделие, па шетал на кобниот ден пред Киро Глигоров да загине како случаен минувач. Тоа е Ристо Хаджиманов, министер за земјоделие од Штип, и загинува само поради тоа што има нос и си личеше на Киро Глигоров. За смртта на Ристо Хаджиманов, зошто вие премиерът на Република Македонија Бранко Црвенковски никаде ништо не објавивте? Се помина во молчење. Зошто не се огласија? Зошто се скрива овој злочин? Дали овој случаен минувач е случаен или не? Македонската фаланга ве подсетува за времето на кобниот атентат врз Киро, на Полинез, на болничко возило кое што е поврзано со Ристо Хаджиманов, кој што немало што да прави и се наоѓа на 100 метра на кобниот ден како министер за земјоделие, кога бил атентатот врз нас македонците и врз Македонија. На вистина Бранко Црвенковски имате многу објаснување и за Ристо Хаджиманов. Нека почиват во мир и шоферот е Ристо Хаджиманов. И доколку е вистина, нели, и да веруваме на оно што не манипулирате, дека тој починува од звучната фреквенција на 100 метра, а Киро да поминува со една хоризонтална линија. Кој и да го смислил ова сценарио верувал дека ние македонците сме глупи, тупи и неупотребливи, а одработено за да се уништи македонскиот дух, за да Македонија денес биде пред портите на кронисување на Антихрист, за да Македонија денес биде, знаете што? Без Македонија нема создавање на една светска влада од Рочетил. Ама ќе ви кажат тие и ќе го направат уште херои, најголемиот илуминат после Тито, дека сметал на илуминати за Македонија и дека после тоа го превоспитале. Не македонци. Јас само ќе ве подсетам на 1992 на 20 милиони долари, ќе ве подсетам на ембаргото од Грција пред да дојде Џорџ Сорос, дека тоа ембарго не е од Грција, туку тоа ембарго е директно од илуминати, за кој што подоцна Џорџ Сорос доаѓа и го прави сето оно што вие го знаете, и не треба да се напоменува дека во тој временски период грчкото раководство е длабоко навлезено во самиот врв на илуминати.
со самата структура на планирањето и раководењето. Не го заборавајте Оназис, кој што е во самите 13 фамилии на Илуминати. И не се чудите зашто сте северно од Оназис, нели Северна Македонија. Македонија е само измислен повод од тогаш и до ден денес за тоа ембарго. За да подоцна дојде Џорџ Сорос и се го одработи она што го одработува за Ротшилдови. Вистинската причина за тој чекор и потребата македонското тогашно раководство да се стави под целосна контрола и да се подчини и поклони на грчките илуминати по пат на овај економски притисок. Од друга страна, меѓународот ќе пуштат гласови дека Грција тоа го прави во соработка со Милошевиќ за поделба на Македонија со цел и народот и раководството да се уплашат па да носат сугерирани одлуки. Немојте да бидете како нашите татковци и мајки кои што подклекнаа на овие глупости, кои што ги правеа за да живееме денес вака како што сите вие знаете. Немојте, македонци, затоа што ова зло кога не се попричи, Киро Глигоров и Џорџ Сорос, денес имаме поголемо зло. И ова зло ако не го попречеме и не се вратиме на уништување на првото зло со вистината, утре ќе имаме уште поголемо зло. Живи деца ќе јадат. Нашите деца ќе ни ги јадат утре. Со вакви фингирани сценарија. Не знам дали знаете, а јас некој временски период бев под капата на некои структури, каде што знам и каде што сум учен дека никој освен илуминати немат право и можност да вршат убиство на председатели на држава. Зарем треба да верувам дека илуминати го направиле овој атентат за да го преструират Киро Глигоров? Не, јас верувам дека го направиле, но не врз Киро Глигоров, врз нас македонците и врз Македонија. Затоа што им треба за создавање на единствена и една светска влада. Па од тука ќе го најдете и Сашо Мијалков у Свети Димитри што бара и зашто го финансира во Ново село. Од тука ќе го најдете Геолифот со гроб на живиот Бог. Од тука ќе го најдете и Венко Филипчи и Охрид. Што се спрема Охрид? Како Иерусалим, па и куќата на робевци. Ако молчиме пред ова вистина, како нашите мајки и татковци пред злото Киро Глигоров, нема утре никој да ви ги спасе децата. Затоа што Антихрист е молохот. Живи деца ќе јадат. Помнете и не заборавајте. Јас не верувам дека Киро Глигоров не ги следел наредбите на илуминати, затоа што најголемиот илуминат е Тито, а тој му беше десна рака. За да може да му се направи такво нешто. Затоа што освен Бог и Божите луѓе, денес илуминати, тоа го знаете сите, и затоа сте уплашени. И затоа страв до коски имате. Ама не поради тоа што илуминати се многу силни овие 13 фамилии, туку поради тоа што не верувате во Бог, дека е над овие 13 фамилии. И тие може да користат било кого, кој е под нивна контрола на свеста или под економска зависност, за да постигнат целта која ја зацртале. Тие може да дигнат во воздух мостови, згради, може да губиат било кој лидер, премиер, генерал, владика, секој кој што стои на патот, кој нема да се свитка или се спротистави на структурите нивни. Тие имат мок и ги елиминираат. Робовите нивни, масоните или планинските ешелони, им се тука. Може со голема веројатност да се представи дека наводно на председателот Глигоров му било понудено да стане дел. Ало,
тој веќе е дел од таа масонерија, на кој што им смета македонскиот дух во ВМРО ДПМН. И го прават ова што го прават. Затоа што језиутската сионистичка херархија може само да застане пред Бог. И затоа ги користат оние што черепи и коски. За кој што ви обеќам дека сите оние од 2025 година и последните случувања со Владо Павлов, со име и презиме ќе ви ги објавам, кои што им се купени душите од језуитско-ционистичката херархија, се дома меѓу вас, жени, сопрузи, па и кај мене. Нивната цел со атентатот на македонците не врз Киро Глигоров беше да им влезе страх на нашите мајки и татковци од тој временски период и на сите кои што ќе се обидат да се спротивстават. Само акт на атентатот од 3 октомври 1995 година е извршен од оваа формација кои што се добро обучени и најверојатно специализирани во САД за таквите намени, каде што во Европа задолжително се тие. И сите тие се блиски соработници на Киро Глигоров. Тоест, човек од неговата дипломатија или некој кој бил во чест контакт со него. Тоест, лице кој што најдобро го знае председателот тогаш Глигоров, на кој што Глигоров му е давал ова задача. За покривањето на самите докази во 1995 година не треба многу да се грижат атентаторите, начело со Кирил Глигоров. Ако одиме по масонизмот, еден од масоните во тој временски период е дечкото со лептир машна од првата влада кој што ви ја представив. Тука не смееме да го забораваме и председателот на собранието во тој временски период, кој требаше да преземе председателската функција, ротаријанец, а подоцна и масон. Неколку дена по атентатот, како да им олесни на оние кои што работеа против Македонија, и веројатно свесни дека веќе немаат озбилен отпор и дека наредниот председател ќе биде нивен човек, нели? Па одобрија Македонија да биде примена во ОПСЕ. Јас ве подсетувам, откако се заврши и реорганизација и се уништи ВМРО ДПМН, Македонија ја примија во ОПСЕ, ама за тоа претходеше промена на знамето. Дали е така или не е така, вие самите утврдете, македонци мои. Ете зошто Владо Павлов една од големите причини е ставен на жилотина, затоа што го работи една деценија овој атентат врз нас македонците и Македонија, деценија и повеќе се извинувам, затоа што и треба да напоменам дека неколку години порано имаме еден од македонските масони со највисок степен во тој период, а е татко на еден од министрите во владата на ВМРО ДПМН, побара од Глигоров тој да биде премиер, но му беше одбиено. И за да се отфрли ова сомневање од себе, во 1997 година странската масонерија му го доделува на Глигоров орденот Малтешки крст од редот Свети Јован, кој официјално е под контрола на род Штилови, доделен од папата, но со него реално управуваат језуитите. Самите се вие запрашате, македонци, дали случајно во 1997 година масонеријата на Киро Глигоров му додели орден Малтешки крст од редот на Свети Јован, кој што официјално е под контрола на род Штилови, а доделен од папата,
а со него управуваат језиутите. Која е заслугата за овој орден кој што го зима Киро Глигоров во 1997 година, 2 години после атентатот, ако тој бил непријател нивен? И потоа, дознайте со цел. Која е? Нивната цел е да се воведе целосна контрола врз државите во регионот и измена на постоечкиот систем на управување. А во името на демократија, која лесно се контролира, преку интигрите на масонеријата се изврши распад на ВМРО ДПМН. И на крајот ве подсетувам како е распарчија со влачката приватизација македонската економија, така и Македонија ќе ја распарчат. Затоа што денес Сорос е стечаен управник, а утре Рочтилови ќе ни ја купат и ќе ни го донесат Антихрист. И имаме уште малку време, за да утре, оно што го кажа Заев, да не ви ги јадат живи децата. И ако имате доблест како родител, како што јас патам и сето оно што го прават против мене, поради сето ова што денес ви го објавувам и го знам, и ме се нафрлија сите од илуминати, кои што контролираат се, не дозволувајте и вие и вашите деца утре да патат. Злото раѓа зло. Ако ова го беше решил македонецот и не дозволеше ВМРО ДПМН да се распадне, во 93 година, во 95-та после атентатот самонарачен, денес немаше ниту името да се смени во Северна Македонија. Ајде сите ние без разлика на вера, на нација, на политичка определеност, затоа што сите ние сме македонци, да го попречиме ова зло и да го направиме Армагедон, кој што веќе е на правот. Да живее Армагедон, да живее Македонија, и го повикувам стечајниот управник на Македонија Џорџ Сорос, заедно со неговите пулини на чело со Бранко Црвенковски и останатите, и мене како 5 минута сведоци дека Киро Глигоров не бил во Скопје, тоест не бил во автомобилот, да ме реши и да заврши ова со Владо Павлов све. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов за вистината и правдата за Македонија. Да живее Македонија! Ова е моје последно видео, кој што е поврзано со атентатот на Киро Глигоров, и мој доказ дека со атентатот на Киро Глигоров се постигна главната цел, пресметка и уништување на македонците во ВМРО ДПМН, а вие утре не дозволувајте дека со овие нови сценарија врз Македонија да нема пресметка и уништување на сето оно што Владо Павлов го прави од 2025 година со македонската фаланга до ден денес. И да не заборавиме дека вечерта, уочи атентатот, имаше најголем митинг од опозицијата. Се собраа на 300.000 народ и бараа смена на власта и владата предводена од Бранко Црвенковски и неговата. Дојдоа пред собранието на храмот Свети Климент Охридски, предводени од Љупчо Ѓоргиевски, и најдоа врати затворени на црквата, а беа затворени по наредба на архиепископот Михаил, брат тучет на Киро Глигоров. И ако вратите на црквата беа затворени, ови направија протест, запалија свеќи и си разотидоа. Утредента се деси атентатот. Спласна тензијата на опозицијата за минување на владата и се пушти власта во ловење на вештерки, факење на атентаторите. Тогаш се убиени доста ВМРО-вци и доста затворени, и си остана власта на Глигоров и Црвенковски, а подоцна му беше додаден уште еден мандат на Киро Глигоров.
главен режисер и сценариста беше архиепископот Михаил, кој што од 1990 година, кога сите југословенски републики си градеа самосталност, Киро Глигоров и архиепископот Михаил градеа не македонизам. Ами каква лабилна федерација, само да не е Македонија. Време е да се објави ова вистина и да прекинеме со кадрите на овие убийци на Македонија, а ги има многу. Дали се согласувате или не, ваше е право, македонци мои. Не заборавајте, атентатот на Киро загуши 300.000 македонци од ВМРО ДПМН, кои што не само не дозволуваа и се противеа на Сорос и на Илуминати и на идеологијата за создавање на една светска влада преку Македонија, туку се противеа и бараа смена на владата на Бранко Црвенковски. Доколку беа успешни овие протести и доколку не беше наметнат овој атентат, немаше следниот ден да има ноќ на вештерки каде што има направено преку 120.000 легитимирања и преку 20.000 претести на македонци од ВМРО ДПМН. Ајде ВМРО ДПМН, ако сте ВМРО ДПМН денес, застанете во одбрана на овие 300.000 кои што ви ја дадоа ова партија и кои што живеете и творите на сметка на нивните фамилии и се спротивставите на овој режим кој што тлее од тој ден, а денес е разгорен. Ајде Христијане Мицковски како премиер, застани во одбрана на ВМРО ДПМН како челник на ова политичка партија во интерес на сите оние кои што починаа за идеалите на ВМРО ДПМН и сметаа на Сорос и на Ротштилови. Ако си навистина ВМРО ДПМН, а вие македонци кои што ме кудете 20 години и кои што ме правите едните бугрофил, а другите сребоман, ова е доказ дека Владо Павлов припаѓа на Македонија и на македонскиот дух со дух, ум и фанатизам за македонската фаланга до крајот на неговиот живот. Да живее Македонија! Ајде сите заедно да им кажеме пријатно. Ајде сите заедно да му кажеме пријатно на стечајниот управник на Македонија Џорџ Сорос и неговите пулени. Филип цар македонски војска водеше, војска македонска против Атина. Грците си грешеле, на чужди гробци плачеле, со чужди цар се јадвале. Мајка Македонија на цел свет му докаже. Александар е цар македонски. Години векови минуваат, а Ова е поздрав до сите македонци од цел свет кои што живеат во македонската фаланга и кои што чекаат момент на нејзино конечно воскреснување за спас и обединување на сите македонци во целиот свет. си доста лажете, грците си грешеле, на чужди гробци плачеле.
Вистинската егејска Македонија, Македонија е денешна Македонија. Живее Македонија! Ајде, Бране! Јас и ти! Ти си грешеле, на чужди грози